кога и како конечно во Македонија ќе имаме стабилни, силни синдикални организации? Од освојување на Македонија измина 27 години, синдикалното движење наместо да оди по нагорна линија во Македонија, мислам дека во моментов е на најниското ниво на организирање. Прво, синдикатите се раздвоени, многу мали синдикати и синдикални организации фигурираат, обстојуваат на синдикалната сцена, кои се бават со се, но не со синдикална активност. Од друга страна, неколку те, ако може да се наречи големи синдикати или сојузи, конфедерации и федерации, веќе стана во последните неколку години алатка на власта и тие се продолжена рака на работавачите. Некои од синдикатите во овие сојузи, како што е Сојуз за синдикатите на Македонија, кои се обидуваат да бидат автентични синдикати, да се борат за правата на работниците, се оневозможени баш од таквото действување на Сојузот, кој ги гуши нивните активности и од тие причини дојде до раскол во Сојузот на синдикат на Македонија конкретно минала година, кога на председателот Живко Митревски не му одговараше да постојат такви синдикати кои не може да ги контролира, иако и по статутот не ти има основ да ги контролира, но тој сепак смета дека треба да ги контролира тие синдикати и дојде до разидување. Овие синдикати, за кои сметам дека се апсолутно прогресивни, значи овие 4 синдикати кои сме исклучени од Сојузот на синдикатите на Македонија, се обидуваме да го заживееме синдикалното движење и се надевам дека ќе успееме да обстоиме на патот кој досега го одевме, да видиме синдикати кои ќе работат во интерес на работниците, а не на работодавачите. Често граѓаните на Македонија, дури и работниците членови на синдикатот низ годините, во овие изминати неколку децении, забележуваат дека во Македонија практично како да нема синдикати, иако се членови на синдикалните организации, говорам сега за ССМ. Забележуваат и тоа дека сите синдикални лидери, Иванчо Муратовски беше близок велате до СДСМ и сегашниот Живко Митревски е близок до ВМРО ДПМН. До кога вака? Па мислам, перцепцијата на граѓаните, на членовите на синдикатите е во ред и општо гледано држи формулацијата дека во Македонија не постојат синдикати, односно нема синдикати кои се залагаат за правата на работниците кои ќе се борат за нивните права. Реков, има чест на исклучоците, не се сите така организирани, но обединети и организирани во сојузи, во конфедерации, овие синдикати излегуваат дека се исти како и другите синдикати. Одговорот на ова прашање е едноставен. Секој сака да биде близок до власта заради своји лични интереси. Па дури и на пониско ниво во работните организации, синдикалните председатели, синдикалните представници често настојуваат да бидат поблиски до директор за да решат некои своји прашања или евентуално да му служат или да бидат уште по директен, да остават убав уметнички печат дека се тие лојални кон директорот, а не кон работниците. Се додека имаме таков однос, поданички однос кон работодавачот, се додека не се наметнеме како вистински социјални партнери на работодавачите и се додека членството го толерира таквото однесување на синдикалните лидери и не реагира да ги промени, ќе имаме вакво организирање на синдикатите. Членовите на синдикатот на УПОС не ги остварија се уште своите барања. Мислите Зошто? на судската администрација? Да. Па видите, во држава во која не се почитува уставот, законите, законот за работни односи, законот за судска служба, навистина не може да ги остварите правата. Меѓутоа, јас мислам дека во оваа битка која водиме со судската власт, синдикатот на УПОС е апсолутно морален победник. Од кои причини? Од причини што минатиот месец, како што зајавате, беше најавено зголемување на додатоците на плата за она што се боревме за време на штрајкот мината година во мај и јуни месец. Иако власта не сакаше да слушне за да донесе закон со кој ова право ќе биде утврдено, сега пред месец дена кога власта се обиде да го имплементира законот за платите на судии, добро размислија што ќе значи ова, повторно го запала томнот и затоа се определија зголемувањето да биде и за судиите еднакво и за судската служба. Значи добро размислија што може да се случи. Ако има аспект дека се уште не е донесен закон за судска служба, односно за надоместоците, тоа сте во право дека
се уште не сме ги остварили нашите права. Колку е тешко да се води синдикалната битка? На што се сте изложени во овој период во Македонија? Многу тешко. Прво, тешко е членството кое е обесправено да го мотивирате да се бори за своите права, бидејќи мнозинството членови не само на нашиот синдикат, него воопшто сметат дека некој друг треба да се избори за тоа право. Не можам тоа да го кажам и за правосудството, меѓутоа сепак треба многу енергија за луѓето да се организираат и својот ревот самите да ме натерат да го искажат преку штрајк, доколку нема претходно низ диалог решение. Јас можам да ви кажам дека во Македонија 20 години и повеќе уназад не се води доволно сметка баш во судството. Таму имаме најмногу штрајкови и најдолго трајни. Едниот во 2000 година, 2001, беше 80 дена, овој последниот мината година 6 дена. И како се менуваат министрите, никој не води сметка на тој факт и да седне со синдикатот сериозно да преговара. Ние уште не можеме да подпишеме колективен договор за правосудството, со кој ќе ги надминеме недоразбирањата и слабостите и да ги оствариме оние права кои ни следуваат и за кои треба да се подпише колективен договор. Значи, еден тотално неодговорен однос од страна на судските власти, па и на извршната власт. Сте се соочили ли со притисоци закани во досегашното работење? Па директни притисоци не, бидејќи ќе имате притисоци ако ве инсталира власта, ако ве инсталира работавачот на позицијата лидер на било кој синдикат. Морам да бидем искрен, до сега немам притисоци, не од таков вид, што можам да го објаснам со фактот, бидејќи ние сме навистина автономен и независен синдикат, независен од власта и од работавачите. Веројатно колеги кои дошли со помош на работавачите на таа позиција, нормално дека ќе имат притисоци. Конечно, 1 мај. Како ќе се одбележи? Организираме протест на 1 мај. Пораката е една единствена, иако 1 мај се користи да биде упатена порака до работавачите, покрај главната порака до власта и до работавачите дека сакаме поголеми права за работниците, дека сакаме социјален диалог, една од пораките ќе биде и обединување конечно на Македонија во синдикатите. Само обединети и сложни можеме да видиме вистински социјални партнери. Вака како што се сега поставят синдикатите, повеќето дел и продолжена рака на власта, синдикално движење во Македонија нема перспектива.